Почитувани медиуми, добар ден на редовната пресконференција во Стопанската комора на Македонија. Темата на денешната пресконференција поголема реализација на капиталните инвестиции, зголемување на учеството на градежништвото во домашната економија. За таа цел на денешната пресконференција ќе говори Андреа Серапиновски, председател на Сдруженијето на градежништвото и индустријата на градежни материјали и метали при Стопанската комора на Македонија. Најнапред би сакал да ви посакам добар ден на сите, да ви се заблагодарам за толку големото присуство денес и со една напомена дека долго време немаше на прес, поготово за обработка на статистички податоци и состојби во градежништвото, се со една цел од преголемата компликација и тековните компликации кои се случуваат во градежништвото, за кои што сите вие сте информирани. Тешко е човек да ги обработи сите тие податоци со цел да даде еден прав смер и прави причини што се случуваше во минатата година, што се случува во моментов и што ќе се случува во идниот период. Ние малце чекавме да се потрудиме подетално да ги изанализираме податоците, да не даваме паушални насоки и заклучоци, затоа и малце нашиот прес закасни. Така да денес би сакал да дадам мал осврт на состојбите во градежништвото, преку анализи на статистичките податоци, учеството на градежништвото во бруто домашниот производ и состојбите моментални на терен. Со тоа што да натакнеме и тема што би очекували ние во идниот. Секогаш во текот на пресот секогаш ќе анализираме малце состојбите од 2017 година, сето цел да ги надоврзаме во првиот квартал од 2018 година податоците, за да добиеме на комплетна слика на тоа што се случуваше и што не очекува во идниот. Со оглед на статистичките податоци кои ги добивме, анализи кои ги направивме во комората и со оглед на добиените резултати од работењето на градежните компании, можеме да кажеме дека за разлика од претходните години, 2017 година забележа пат во бруто домашниот производ до 13,7%. Или во структурата на бруто домашниот производ може да кажеме дека намалено за 1,3% поени во однос на 2016 година. Што значи трендот се намалува, најме дека почна да се намалува учеството на градежништвото во бруто домашниот производ со завршување на проектот Скопје 2014, се надоврзаа проблемите од запирањето или немање фронт за бавување на инфраструктурните проекти во минатиот период и намалена приватна инвестициона активност на приватниот сектор. Во првиот квартал од 2018 година учеството на градежништвото во бруто домашниот производ забележа пат од 37,2%, за разлика од првиот квартал во 2017 година. Или тоа е 2,2% поени по структурата на бруто домашниот производ. Секако дека ова е драматичен податок, затоа кај ни се наоѓа сега градежништвото, затоа што знаеме дека претежно креаторот на бруто домашниот производ и резултатите го креираше токму градежништвото, но уште подраматичен е податокот ако го споредиме тоа со првиот квартал од 2016 година. Така да тука имаме некој намалување од 3,49% поени. Значи 2,2% поени за разлика од првиот квартал од 2017 година, за разлика од 2016 првиот квартал 3,49, што е голем процент. Сето тоа можеме да го анализираме преку 3-4 податоци, а тоа претежно се оние врз база на кои сме анализирале, а имаме официјален податок кој е точен и меродавен. Одобрение за градба. Ќе почнеме од одобренијата за градба. За разлика од 2016 година, во 2017 година издавање на одобрение на градба имаше истиот интензитет, така да се наголемиот број на издадени одобрение за градба за 0,4%, што е многу мал процент, значи можеме да кажеме дека 2017 по однос на издадени одобрение за градба беше стабилна година, но тука фактот дека во нискоградбата се намалија 9,9% одобренијата за градба, секако ни наговести што не очекува и во текот на 2017, што не очекува и 2018 година. Со тоа што можеме да кажеме дека во првиот квартал, тоа е за првите 4 месеци од 2018 година, имаме еден податок дека 40,54% е намален бројот на издадени одобренија за градба за разлика од минатата година. Или во високо градба е 40,85% и во ниско градба 32,47%. Тука за прв пат ни се случува овој квартал високо градбата да има голем број на намалување големо во издадените одобренија за градба, со оглед на тоа дека тој пазар барем беше стабилен во 2017-2016 година за разлика од инфраструктурните проекти. При анализа на предвидената вредност
на работите, имаме пат во 2018 година, во 2017 година за разлика од 2016, 12,3% на годишно ниво. Но во првите 3 месеци имаме опаѓање за разлика од 2017 година од 65,6%. Овој податок беше многу драматичен за нас како комори, затоа моравме моцно да причекаме барем да добиеме податоци најверојатно за првите 4 месеци, затоа што имавме некоја анализа по која што голем дел и голема тоа би го кажал на крај во кога ќе се осврнеме повеќе на нискоградбата, голем дел од неизвршените работи директно влијава од лошите временски услови за кои што ние имаме посебна анализа, значи како еден од главните причинители. Така да почекавме 4-ти месец кои ќе бидат податоците, со тоа што драстично се намали овој процент во споредба од минатата година. Значи, ако имаме некој пат во првите 3 месеци од 2018 од 65,6%, за разлика од првите 3 месеци во 2017 година за предвидени вредности на градежни работи, ако ги земеме за првите 4 месеци плюс 1 месец подоцна, тој процент паѓа на 43,2%. Номинална вредност на договорените работи исто така има голем пат. Така да за разлика од првиот квартал во 2017 година, во 2018 година првиот квартал имаме намалување на номинална вредност на договорени градежни работи од 51,47%. А номиналната вредност на извршени работи исто така бележи голем пат во првиот квартал или бележи пат од 39,9%, со тоа што тука имаме еден податок кој што е за анализа, тоа е дека високоградбата во овој дел, значи во номинална вредност на извршени градежни работи бележи покачување во првите 3 месеци од 8,4%, додека инфраструктурата 68,4% бележи пат за разлика од првите 3 месеци во 2017 година. За инфраструктурата ќе се вратиме на крајот на пресод малце подетално, а во меѓувреме ќе ги анализираме сите останати состојби. Така да во високоградбата во 2017 година бележиме 9,22% пат во изградени станови. Значи ако се изградиле во 2016 година 6192 стана, во 2017 година се изградиле 5622 стана. Највеќе се градело во Скопски регион, тоа е во општина Карпаш, Аеродром и Кисела вода. Според издадени одобренија за градба, предвидет број на станови од јануари до април во 2018 година би било околу 3056 станови, што е 29,64% помалку за разлика од 2016 година. Значи во 2017 година првиот квартал имаме 3056 станови издадени одобренија за градба, а во првите 4 месеци од 2018 имаме 2150 станови предвидени за градба. Поразителен е податокот од извештајот годишен на работата на Агенција за катастар, во кој што се наведува дека од продажбата во 2017 година само 8,5% или само 963 продажби се направени на станови од новоградба или е извршена прва продажба. Што значи дека со оглед на големиот интензитет на градба кој имавме во 2017 година, а малиот процент на продадени станови, можеме да кажеме дека во Скопје моментално има доста голем број на непродадени станови. Според нас континуитетот кој го задржа високоградбата во 2017, 2016 и дури во првиот квартал од 2018 година не значи дека градиме квалитетни станови. Апелираме до сите жители, до сите потенцијални купувачи посебно да обрнат внимание во купување на стан во наредниот период. Значи, до сега поборувачката беше многу голема, така да се продаваа становите врз база на локација кај се наоѓаат. Така да сега во моментов заради голем број на слободни станови кои ги имаме, наговестување за градба, одобрение за градба не стигнуваат, така да цениме дека во наредниот период само жителите и само купувачите ќе диктираат цената на станот. Онаа дилема што ја имавме дека цените на станови дали се ефтини, дали се скапи и дали вреди да се купува по цени, по продажни цени, од овој период што следува мислиме дека само купувачите ќе одредат таа цена на станови. Затоа апелираме да се внимава на бројот на паркинзи, на зелена површина, на локација и на квалитетот на градбата. Мораме дефинитивно да се посветиме на квалитет на градба. Секаде во светот квалитет на градба не е стан во центар. Квалитетен стан е стан смарт стан, стан од високо квалитетни материјали, стан кој технолошко-технички задоволува највисок степен на карактеристики, а не стан кој се наоѓа на одредена локација. Тој што ако го смениме, мислам дека сите би имале бенефит и купувачите
и изведувачите со тоа што цениме дека тогаш се дошла до онаа пазарна вредност на стан што е реална и што може човек да ја плати во однос на тоа каков квалитет на стан купува. Да се надоврзаме на високоградбата со деталните урбанистички планови, уште на кратко, повеќето од општините имаат мораториум или застој при издавање на одобрение за градба, а причина за тоа е ревизија на детални урбанистички планови. Како здружение, овој процес го поддржуваме и го поттикнуваме. Поттикнуваме урбано живење, поттикнуваме планско градење, поттикнуваме живење во подобра средина. Иако како здружение имаме обврска према нашите членки, секогаш да реагираме кога ќе има застој на изведба, затоа што тоа директно влијае на профитите и на опртите на членките на нашето здружение, сепак еве јавно кажуваме дека тој процес 100% го поддржуваме и рачунаме дека ќе се води интензивно и правилно. Со тоа што со една напомена, очекуваме на крајот на процесот, затоа што веќе во некои општини долго трае тој процес, да видиме извештај и да видиме кои се бенефитите на граѓаните од овој извештај. Така да очекуваме од општините кои имаат мораториум застој и на деталните урбанистички планови ревизии, на крајот да ни ги кажат бенефитите од овие застој, тогаш би биле ние пресретни. Ако видиме дека има најголеми бенефити, тогаш би биле сите пресретни и би можеле процесот да го водиме потранспарентно во иднина, подобро и да добиваме подобри услови за живење. Во спротивно, доколку заврши мораториумот и заврши застојот, а не добиеме никакви извештаи и сето тоа прекупно се премине кон одобрување и издавање одобрение за градба, ќе сметаме дека компаниите што биле во процесот на ревизија, а требало да градат, се оштетени. Но се надеваме во интензивна комуникација сме со градоначалниците, веќе и писмена кореспонденција имаме на 2-3 пати, веруваме дека последната најава беше 9 месец, дека после 9 месец ќе добиеме извештај и ќе добиеме бенефитите на населението кои се. А со тоа бенефитите на сите граѓани. Што се однесува на кратко само толку би било за високоградба, само би споменал дека интензивно се работи на новите закони, ги поттикнуваме и Министерството за транспорт и врски и другите министерства што побрзо да ни дадат предлог нови закони за закон за градба, закон за просторно урбанистичко, веќе дојде текстот на разгледување. Активно сме вклучени како здружение, како комора во изработка на сите закони и го поттикнуваме исто така тој процес. Веќе како комора сме последниве 6 месеци интензивно работиме на тоа. Поттикнуваме што побрзо да дојде до текстови на нови закони за градба за просторно урбанистичко планирање, се со цел за да може да продолжи граничното да функционира во насоки во кои што во моментов се води, а тоа е на правилна база, а не на номинација на најниска цена. За јавните набавки не би дискутирал многу, повеќе би се посврнале на нискоградбата и работата во странство. За во работата во странство знаеме дека имаме негативен тренд последниве години, со тоа што можеме да кажеме дека имаме во 2017 за разлика од 2016 37,2% пад на нашите работи во странство, предежно тоа се однесува на работите во Босна и Херцеговина, кај што нашите македонски компании највеќе градат, највеќе извршуваат, таму се проектите при крај, до крајот на оваа година треба да завршат и очекуваме и до крајот на годината да имаме некој колку толку континуитет, после тоа очекуваме уште подрастичен пат на работата во странство на нашите компании. Со еден податок кој би бил интересен за првото тримесечие од 2018 во споредбено со првото тримесечие од 2017, значи вкупна вредност на договорени работи во странство е намалена за 67,1%, а на извршени работи е намалена за 12,6%. Значи во изведба уште имаме некој континуитет, додека во договарање гледаме дека процентите више идат над 60-70%. Имаме апел еден тука, што се однесува до нашите компании, значи имаме апел до владата да размисли како би ги поддржала нашите компании кои носат референции и со чисто референции може да настапат на странски пазари да ги поддржи. Значи дефинитивно помошта на државата е добре дојдена, поготово вакви услови на стопанисување. Цениме дека секоја наша компанија која што има референции за настап во странство, има потребен квалитет, би донела голем бенефит на оваа држава. Така да ги поттикнуваме владените мерки за поддршка на развој, за владените мерки за финансирање на мали бизниси, но цениме дека во градежништвото битно е, поготово за настап во странство, владата на било кој начин да ги поддржи компаниите кои имаат референции, да настапат во странство на полесен начин. Само така би имале развој на градежништвото. Развојот на градежништвото знаеме дека се базира врз основа на тоа кај работите, со кои работите и што работите, така да настапот на нашите компании во странство
би донела една техничка повисоко ниво и во нашата држава, а секако да би дошло до модернизирање на компаниите, а имаме компании кои имаат референции, кои може да настапат и настапуваат веќе во странство. Само треба некој да ги поддржи, тој континуитет да се одржи, па они со себе да понесат и други компании, затоа што секако пазарот треба да го шириме ако сакаме да ствараме квалитетни и добри компании. Што се однесува до нискоградбата, имаше многу полемики дека главниот застој во учеството на градиничкото во бруто домашниот производ е застојот во инфраструктурата. Тука би ги поделиле ние нашите анализи говорат дека треба се гледаат две посебни целини. Тоа е пошто подоците се од првиот квартал од оваа година, треба да се земе предвид големите временски неприлики, за кои што ние по наши анализи видовме дека многу влијаат. Например, 60% од предвиденото време во источен регион во првите 3 месеци не се работело. Што заради застој, што заради невреме, што заради лоши временски услови, што директно влијаеше на портфолијата на компаниите. Тоа е едниот дел кој што не треба да се занемари. Значи не викаме дека тоа е причината, но тоа е многу битен дел, поготово анализирајќи ги резултатите на компаниите кои веќе имаат договорена работа и извршуваат работи. Значи тоа е дел кој што мораме сите да го знаеме и мора да го имаме у предвид. А вториот дел е запирање или застој на одредени патишта заради причини објективни. Тука би напоменале дека нема застој во сите инфраструктурни проекти. Значи најголемиот застој е на најголемите, за жал, на најголемите инфраструктурни проекти и тука треба да се погрижиме тоа да го надминеме. Тоа се автопатот Кичево Охрид, тоа е првата делница на автопатот Градско Прилеп, и тоа се гасоводните линии, поготово гасоводната линија од Неготино до Битола. Тие се во обем најголеми инфраструктурни проекти и за жал тука ги имаме најголемите проблеми и затоа се одразуваат во толкав процент во целата инфраструктура. Иначе на другите проекти немаме застој, активно се работеше. Така да, например, на Кочани Делчево рекабилитацијата, на Демир Капија Неготино, на автопатот Свети Николе Штип, активно се работеше и не можеме тие да ставаме целата инфраструктура, дека заради застој во инфраструктурните проекти, учеството на граничното во БДП се намалило, туку се намаливо и затоа ние како здружение директно само за овие проекти бевме ангажирани да извршиме притисок, да ги согледаме причините и да интервенираме кај надлежните институции што полесно да се реши проблем. Со тоа што можеме да искажеме едно големо задоволство, пошто сме активно уклучени у сите проблеми, активно сме консултирани, малте не на секоја седмица, што се однесува поготово на проблемот за Кичево Охрид сме ангажирани и можеме со задоволство да кажеме дека голем број од проблемите кои беа наследени, а кои беа во голема мерка сериозни проблеми и инженерски, а и административно за решавање, се решени. Очекуваме во наредниот месец-два да се решат сите потполно и тој проект да продолжи со реализација. Добри комуникации имавме со Министерството за транспорт и врски, а особена благодарност би истакнал поготово за проблемот за Кичево Охрид до кабинетот на вице-премиерот кој дадоа се од себе, ги ангажираа сите инженерски и административни нивни капацитети и доведоа до едно решение кое би било бенефит за сите, како и за македонските компании, така и за главните изведувачи за државата. Така да, по однос на нискоградбата ги потикнуваме уште еднаш органите да продолжат со решавање на проблемите, поготово на овие 3 автопати, се со цел да имаме добри инфраструктурни проекти, да немаме никаков застој. Со оглед на тоа дека другите проекти не се во застој. Од очекувањата за до година видовме дека се воведуваме во работа на нови патни делници, 2 патни делници више од големи инфраструктурни капитални се отпочнати со работа. Тоа е делница Штип, Радови, Ширанковце, Крива Паланка. Со оглед на тоа дека се предвидени 400 милиони евра за реализација на инфраструктурни проекти оваа година, цениме дека доколку се реализираат сите се на сите проблеми, во нареден период стварно градежништвото би можело да трне напред, но сега кој имаме негативно искуство мораме да бидеме предпазливи како од минатата година каде што сам 56-7% од реализираните пари, од предвидените пари се реализира, другото остана нереализирано заради проблеми. Уште еднаш да натакнеме дека 4814 компании работат, 5300 работници се ангажирани, цениме дека државата треба да смогне сили тој степен да го одржи, тоа е и нивна задача. И затоа стоиме на располагање како комора, имајќи го искуството од нашите членки, имајќи искуство од досегашната работа, на секаков начин да помогнеме во решавањето на проблеми.